Посетата на германската канцеларка Ангела Меркел на Атина е во клучно време за премиерот Алексис Ципрас, кој е под закана од распаѓање на неговата коалицијска влада доколку во македонскиот парламент биде ратификуван договорот од Преспа за промена на името на Македонија. Портпаролката на германската влада, Мартина Фиц, во петокот изјави дека не знае дали ќе се разговара за договорот за името, но истакна дека Берлин го поздравува договорот и продолжува да се надева од овој деценијски спор ќе биде решен. Сепак, според некои дипломатски извори, Меркел решила да ја посети Атина за да му даде поддршка на Ципрас пред ратификацијата на договорот од страна на грчкиот парламент, но и да испрати порака дека грчката економија е на патот кон закрепнување. Со оглед на тоа што договорот од Преспа би можело наскоро да се најде и во грчкиот парламент, се повеќе се заканува и распад на коалицијата на Сириза на Алексис Ципрас и независни грци на Панос Каменос. Тој долго време најавува дека ќе ја напушти владата кога договорот од Преспа ќе стигне во грчкиот парламент. Каменос деновиве интензивно со неговите соработници ги разгледувал идните потези во пресред на ратификацијата на договорот од Преспа во грчкиот парламент. И додека дебатата продолжува околу тоа што ќе се случи ако помладиот партнер ја напушти коалицијата околу договорот за името, портпаролот Димитрис Дзанакопулос во минатата недела изјави дека владата може да бара така наречено толерантно гласање, кое ќе ја чува на власт се додека ја поддржуваат 120 пратеници. Владата исто така е уверена и во обезбедувањето на 151 глас потребни за ратификување на договорот од Преспа. Од друга страна, од опозицијската Нова демократија е повторено дека ова партија нема да го ратификува договорот ниту во актуелниот, ниту во следниот парламент во кој, како што е нагласено, ќе имала мнозинство.